Малку грми, малку врни од десно. Ама се дам право. Здраво на сите и добре дојдовте во уште еден влог во кој патуваме со ташето. Ова е петтиот ден од моето најскорешно повеќедневно патување и е денот кога започнуваме со враќање кон назад, односно тргаме од Љубљана и како крајна дестинација на овај ден ни е градот Шибеник во Хрватска, а ќе поминиме покрај Риека, каде што ќе се префрлиме и ќе започнеме со возење на Јадранската магистрала. А сега тука се упатувам од Љубљана кон границата со Република Хрватска, едно место исполнето буквално со премногу природа и добро асфалтирани патишта. И сега тука веќе влегуваме во Република Хрватска. Шенген зона, немаме преминување на граница, односно поточно немаме граничен премин, каде што приложуваме пасош за да ни удрат печати и такви работи, само си возиме како да возиме во истата држава. А патот беше исполнет со доста зеленило природа, времето беше свежо добро, тука сега јас застанав да турам гориво, во Хрватска си турам исто така сами гориво, а горивото во Хрватска мислам дека најефтино тука го платив околу евро и 50 центи, може би евро и 40. Не се сеќавам вака бидејќи го кажав тоа на видеото, меѓутоа микрофонот изгледа ми беше поврзан и сега зборувањето ви го правам од дома. Сега сме во Хрватска, значи, и возиме кон Јадранската магистрала, односно патот кој се движи буквално покрај самото Јадранско море. Таму го имаме и првиот поглед на Јадранското море, еве една слика од високо и од поблиску уште малце, ма ние сега фактички слегуваме покрај самото Јадранско море. Значи Јадранска магистрала е еден пат кој доколку врвите низ Хрватска многу е препорачливо да го помините, бидејќи е навистина интересен, добар асфалт со кривини и возење покрај морето. По патот нормално среднав премногу мотори, бидејќи Јадранска магистрала е една позната рута за луѓето што возат со мотори, бидејќи е доста интересна.
А времето беше сончево на почетокот, но подоцна се појавија по некои облаци и капна по некоја капка дожд, но не беше ништо страшно. Поради отсуството на сонце и заоблаченоста немаше некоја сјајна боја морето, а тука веќе ме фати еден посилен дожд. Малку грми, малку врни одесно. Ама седам право. Мислам дека најубаво ми да почнем да се движам просто. Град да не веме. Таму како што видовте ме фати еден посилен дожд, но испадна дека е само облак, бидејќи само што тргнав по 100 метра беше суво барут местото, суво барут патот и немав некој проблем. А таму од десната страна го гледате градот Шибеник. Еве и од поблиску сега влегуваме во самиот град Шибеник, местото каде што јас ќе престојувам во еден хостел. Ете го хостелот таму од левата страна, а моторот го паркираме тука кај комшиите, паркинг место за кое што приплатив 8 евра, нешто што не беше спомнато кога резервирав. И еве ми е собата, хостелова всушност соба е за 5 луѓе, 2 двоспратни кревети и еден има сам. За сега сум сам, нема никој, искрено не ми се верува ни дека ќе дојди. Кревет не знам која си го одберам, многу опции има, тој го одбрав, не знам, оти така ми дојде при рака. И таму ќе спијам да си дојсам нешто работи од моторот и да одам да јадам. А ова е купатилото. Ми дадо иначе мапа од градов. Ние сме тука, сега за јадење прашав и за кафе, ова ми го даде овде за јадење. Каде шо не ми се верува да поидам, а овде за кафе покрај море. Сега тука фактички ќе си слезам по градот само надолу и ќе шетам покрај кео, па ќе видам тука ќе поварам нешто за јадење. Ако не најдам ќе одам тука. Ова рече со домашна храна нешто било така да. И шетаме по улиците. Скара ќе јадев денес, ама беше изгор скапа, еден хамбургер беше 15 евра и се беше од 15 нагоре, па си јадов од пекара и се прејадов, да ви кажам право, за 2 евра. А јас тука негде би го завршил овој влог. Ако ви се допадна, притиснете лайк и притиснете и subscribe доколку веќе немате, со цел да бидете известени кога ќе објавам некое ново видео. А до следно видео, останете поздравени и чувајте се.